Благодарам и на вас. Повелете, колега Николич, имате реплика. Господин председниче, значи мојот амандман се односил на да се Savez za školski sport dodele 500.000 leva. Znači, propust je urađen s vaše strane i kao takav ovaj predlog plan koji sada danas imamo mora pretrpeti izmenu kako bi bio danas na razmatranje i glasanje. Hvala. Ви благодарам и на вас. Поведете, колегата Караджински се јави за збор. Само едно прашање до председател на Сојузот на спорт. Колку што гледам тука и да констатирам дека скратувањето, односно рестрикциите се направени само во масовните училишни спортови. Онаму кои што спортуваат децата од Куманово. Кај првиот спорт, а тоа се разбира се однесува само за еден клуб во Куманово, ништо нема. Нема никаква рестрикција. Тоа е петиот, како беше ставката број 5, односно број 4. Број 4 и нема тоа. Во кошаркарскиот клуб Куманово е едно дискутирате сега повторно и повторно. Ја не знам да игра на кој Кумановските спортисти. Иако стојат на списокот, таму купи да стојат на список. А друго, тие луѓе ќе се отидат идната година, пак ќе немаме клуб, пак ќе треба да формираме клуб. Не ли е можно да стопанството на некој начин во Куманово, односно приватниците и така натаму го на некој начин финансираат, што беше и ставот на градоначалникот пред 2 мандати. Тогаш немаше поддршка на овие спорти, освен професионалните, освен оние што се масовни и училишните спортови. Па да на некој начин и овие училишните спортови, учениците имаат некои средства за спортување. Инаку вака ние никош не можеме да направиме клуб, ако вака ги респективно правиме овие програми и намалуваме и тие средства кои што веќе сме на некој начин изгласале во буџетот на општина Куманово. Го нема председателот на Сдруженијето на овие спортски работници од основните средства во училишта, да ви прашам нешто, не може да говорам. Повелете председателот на општината. Добро ден, председателе. Значи, она што е скратено, односно што е репрограмирано со овој предлог од програмата на Општински сојуз на спортови, се однесува за оние ставки кои не може да се спроведат ова година, бидејќи имаше први најава дека првенството ќе се одржи пред крај на година, со тоа што ќе започнат и некои активности во училишен спорт околу надпреварување меѓу училишта во Република Македонија, меѓутоа сето тоа е одложено за наредна година, како што слушнавте и од разговорот со советникот, односно со моето излагање. Значи, сето ова што ова година ќе биде дел од ребалансот, ќе оди следна година, со тоа што сите програмски активности во училишен спорт ќе бидат и поддржани и реализирани од страна на Општински сојуз на спортови и од председателот на училишен спорт, кој за ваше сознание и член на управен одбор на Општински сојуз на спортови, имаме тесна соработка на тоа поле. Што се однесува до кошаркарскиот клуб и до нашите млади луѓе кои се од Куманово, кои учествуваат, односно кои се надпреваруваат како дел од екипата, за ваше сознание, мислам, не знам дали ги следите надпреварите, имаме 5 млади кумановци кои се надпреваруваат во состав на прва екипа на кошаркарскиот клуб Куманово, што представува огромен успех на целата школа на кошаркарскиот клуб Куманово, бидејќи знаете дека реактивација на кошаркарскиот клуб од 2010 година, а за еден спортски процес е потребно од 3 до 5 години како би можеле тие луѓе да се инкорпорираат и да учествуваат активно во сите спортски збиднувања. И што се однесува до кошаркарскиот клуб Куманово, каде што
мислам дека околу 60 до 65% учества општината, 35% се од спонзори кои се помагаат активно со материјални средства и се она што од наша страна беше кажано тогаш дека ќе направиме напори да влезат љубители на спортот и стопанственици. До сега дел од сите тие работи се реализирани. Мислам дека и уште еден бенефит имаме од кошаркарскиот клуб, каде што вечерва прв пат во Република Македонија учествуваме во најминетна Евролига, каде што представува уште еден успех за кошарката во Куманово, Еврокуп, и сето тоа покажува дека сите овие наши заложби беа на добар пат и дека амбасадорите на спортот во Куманово во моментот се и кошаркарите. И би сакал и на советникот да му кажам дека исто така дел од средства во врвниот спорт се наменети и активно учествуваме во први сојузни лиги во ракомет женски, во ракомет мушки, каде што после 3 години ракометарите пак се натпреваруваат во прва лига, со тоа што исто така и во помалите спортови, атлетика, пинг-понг, велосипедизам, каде што сите овие екипи се први во Македонија и излегува и некои од нив и на европска сцена со огромен и голем успех, представува уште една потврда за развојната политика и за развојот на спортот во Куманово. Благодарам. Ви благодараме на вас. Поведете реплика колегата Караджински. Јас спортот на многу го знам. Меѓутоа, дали вие знаете колку од тие манифестации, односно колку тие клубови добиле пари, што им е платено, а што не им е платено? Јас тоа го знам, па за тоа и овдека згодно за тоа што се рестрикциите прават овие на овој начин. Благодарам. Ви благодарам. Градоначалник да се јави се Ја само не би се повторило од аспект што прави една елаборација без Национален сојуз. Значи, зборуваме за неколку играчи на спортот. Значи, екип имаме индивидуални спортови кои продолжаваме и така натаму. Јас потоа се сложувам со вас дека има потреба од многу голем капацитет на вложување на средства. Гледате дека во скоп на рестрикција, односно ребаланс на буџетот, скратуваме сите од култура од спортот, сите ставки скратуваме, до 30% и од спортот скратуваме. Така да тоа е неминовно ради реализација, добро беше објаснено. Меѓутоа сакам да ви информирам дека имаме женска екипа во ракомет која во 3 категории е подржана на средната. Имаме мажка екипа ракомет која се имаме екипа во футсал или вида, имаме футсал уште една екипа која се такмичи биче се, мало нижо. Значи се такмичи, значи ги подржуваме, зборуваме. Значи сакам да информирам дека не е само она колку пари добиваме, бидејќи некои екипи се полуаматерски, некои се аматерски и така натаму. Пазите, значи не е само организација на спортот да се даде толку и толку трансфер на пари. Како ставка транспорт на сите натпреварувачки екипи и подршка за судии, организација на турнири се на и подржуваме сите тие екипи. Но ставката транспорт, општината, односно не општината, тоа е сојузот, со подршка на програмата градовет која се советот. Над 1,5 милион денари е ставката транспорт за сите овие такви натпреварувања во женски натпревар, мажки натпревар, кошарка, футсал, боречки спортови, нешто, велосипедизам, правиме подршка на сите натпреварувања и мислам дека одржувањето, сега морам да информирам советот, одржувањето на натпреварување е тесно поврзано со организација на натпреварување во спортската сала, градската спортска сала, бидејќи информација да знаете дека комплетна електрична енергија во самата спортска сала за да биде оспособена благодарение на Агенција за спорт и млади и на решување на собственост на спортските објекти, Сојуз на спортот и комплетно струјата ја плаќа на некој начин што кида од финансирање на самите спортови, а за информација на советникот дека и спортските сали кои ги набраја
две се изградени од средства на буџетот, една е изградена у Карабина и довршена, тоа е Панков Рамшаров, и една е комплетно во на Инфрашери и Вукаражиш од средства на општина. Изграден детскиот погреб на 10 игралишни за млади спортови и благодарение на тоа добивме привилегија да видиме организатори на гимназиската олимпијада од 2016 година. Благодарение на подршка на тие тренажни процеси, ние имаме еден масовен спорт. Само како информација, ние во моментот имаме над 300 луѓе, девојки и момчиња кои се бават тренираат ракомет, имаме над 700 луѓе кои се тренираат кошек од најразлични категории, имаме над 400 луѓе кои тренираат фудбалски спорт, дали мал фудбал или голем, во ова. Значи, имаме една будење на ренесанса на спортските активности во градот. Со овие средства 3-14 милиона денари, бидејќи укупната предвидена цена е 18 милиона, ние ребалансираме на таа позиција на 4 милиона, е тешко да ги одржува сите овие активности. Што се однесува до врхунските спортови, еве кажа, јас ве покажувам сите советници, денеска е за нас голем празник во спортот, бидејќи прв пат во историја на Куманово ние играме ФИБА Европа, не Евролига. ФИБА Европа имаме европейски тим кој денеска играме. Дај Боже да може да влеземе во понатамошниот втората рунда после 4 група. Тоа е доказ и признание не само за Куманово и за македонскиот спорт, го застапуваме интерес на Република Македонија и ќе се обидеме со такви какви што имаме, а немаме многу големи можности, бидејќи тимот е тако колку може да биде соберен и да биде трениран со адекватни услови. Се надевам дека ќе успееме до нашите желби да го надминеме првата рунда на преборувања и од декември да влеземе во втората разврска, со што дефинитивно ќе го предвидиме. Тоа е моја цел. Благодарам, градоначалник. Дали имаме други пријавени? Проверете, колега Јакимовиќ се јави за тоа. Поштовани градоначалниче, поштовани председниче Савета, локална администрација, медиум, директор јавно предузеќе. Испред нас е ребаланс и уствари измене програме питање општински спортова у општини Куманово. И у овом документу желео би да внесем нека факти кои и такако иду многу чињеници да овој документ мора да се повуче, да се преради и онда да ми добиеме еден нови документ. А тоа е да прошле години е усвоен амандман на овој програми где училишни спорт е поделен тамо на два дела, да школски спорт е добио 500.000 денара и се завива под ставци број 6. Ставка број 1 е остало спорт за све и за лица со посебни потреби. Са 500.000 денара. Сада добијамо еден документ испред нас, где под ставци број 1 скрачуваме 1.000.000 денара, остају 100.000 денара и долазиме у ситуацију да као амандман не е усвоен. Затоа желим да се ово преради и ако у школском спорту остају 50.000 денара, а у оној ставци под број 1 остају 150.000 денара, да се то лепо заведе, пише и да ми добиемо такав документ и да знамо да е промена, суштинска промена да е уредена, а не само ово причамо, а опет од документима ми добиемо стара документа добиемо. Значи, желео би да се ово повуче, мислим да е најреалнije или да се доради и онда да добиемо еден нови документ. Хвала. Ви благодарам и на вас. Поверете ли имаш? Програмата, исто како се кажа на многу пати преходно во дискусијата, е желба и сакам да реализирам и се реализира деловно, парцијално или не. Во момент, ако имаме ставка школски спорт
известна сума X. Значи, мора да знаем која програма на школскиот спорт за надпреварување се реализира и за колку средства се дават за това. Ние ги подржуваме сите надпреварувања од училиштата кои ги остават барања, дали како општина, дали како сојуз. Така да, тоа ако мислите, ова е бракство, ќе влеземе, ќе земеме што ни треба и ќе се одиме. Програмата треба да се реализира и тоа ќе се направи. Разбирате што е? Да, не се тоа дава на бланко програма, него на реализација на определен турнир на преварување. Сега кога ќе правиме олимпијада, или кога ќе правиме регионално надпреварување, или кога ќе направиме општинско надпреварување, ние за тоа имаме трошкови или нямаме трошкови и за тоа ќе ги купуваме. Делумно од тие трошкови одржување теком на спортските сали. Да знаете колку е негатива на електричната енергија на сите тие спортски сали што имаат ван спортски активности. Значи треба да го гледате опфатот по една широка консталација, не да го гледате сега треба да пустиме 500.000 и ќе имаме пари за школски спорт. Значи мора да целна група биде определено насојување, определен турнир и така натаму. Ви благодарам и вас. Поведете контрареплика. Господине градоначалниче, изгледа нисмо се разумели. Значи, ми у програми за 2015 годину смо донели предходне години, амандмански смо добили да се спорт, значи школски спорт и спорт за све и за лицима са посебни потреба смо поделили на два дела. Овде у документу што смо добили ми као измenu програми, значи суштина не е уредена, значи амандман не е усвоен. Тоа е суштина целе прича. Дали локална администрација ќе да скрати 1 милион денара или 500 или 50.000, тоа е овде не улазимо у цифрава, него улазимо у суштински проблем. Амандман кој е усвоен прошле години не е ставлен у програм. И тоа е фактичко стање, значи не е уредено како што треба. Хвала. Ви благодарам, колега, и за тоа објаснувањето. Поведете Петрушевски има. Јас веќе објаснив дека габаритот е 1.100.000 денари, со тоа што техничка грешка е направена, бидејќи се работи само за една работа. Ставка 1, ставка 6. Значи 600.000 и 500.000. Остануваат 100.000 за училишен спорт, каде што за двете ставки се остануваат по 50.000. Значи се работи само за техничка грешка која во суштина не ја менува нити програмата. Вашиот амандман е прифатен, ставен е во програмата, поделени се ставките. Значи се она што беше предложено од вас, односно од предлагачот, од Саша Николич, беше прифатено и стои во таа програма. Се работи само за техничка грешка, каде што 1.100.000 се ставени во едно, бидејќи две ставки се. 1 ставка и 6 ставка, каде што се работи за 600 плюс 500.000, каде што габаритот не се менува, значи се крати милион, каде што остануваат по 50.000 од двете ставки. Јас еднаш објаснив, втор пат објаснувам. Благодарам. Уред, ви благодарам. Значи се работи за техничка грешка која што е директно поврзана со материјалот. Советот не смее да си дозволи да донесе на сила акт кој што не е во согласност со претходно донесени одлуки. Затоа ќе ве молам уште еднаш, значи, да го расчистиме овој проблем, доколку е потребно Советот ќе донесе и заклучок. Колега Николи, го искористивте правото на дискусија. Реплика на колку? На колку? Дајте ке ве молам. Поред, јас ви, условни колеги, јас ви сакам да продискутирам на тоа беше контрареплика. Ви искористивте право на реплика и тоа беше контрареплика. Мислам дека се разбрате. Значи се работи за техничка работа која што ќе биде исправена. Ке ве молам. Не е само техничка преценка. Не е само техничка. Суштина е погрешена во. Не е само техничка. Ви благодарам. Почитувани колеги, јас би сакал да дадам моје согледување во делот на програмата
за измена на програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните на нашата општина. Првенствено сакам да констатирам дека ова актуелна власт на локално ниво отпочна еден проект кој што се вика будење и ставање во функција на спортот во општина Куманово. Факт е дека имавме град во кој што спортските активности беа незабележителни и уште поголем факт е дека интересот на јавноста за следење на спортските наставни активности е голем. Тоа го покажува и присуството на граѓаните во спортската сала, особено во делот на следење на кошарката и така натаму. Првично најавите беа во делот на заживување на спортот, кој што спортот мора да признаеме дека е скапа инвестиција за градот. Ќе ме молам тие работи технички подоцна да ги отклонувате службите, за вас се однесува тоа. Благодарам. Програмава е наметната во делот на она што значи усогласување со буџетот и таа е неминовна и треба да се донесе. Она што е многу побитно, а сакам денеска да го споменаме, во делот на изготвување на програмата за 2016 година. Сакам да укажам на одредени аномалии и недостатоци, па и голем број на забелешки кои доаѓаат од Сдруженија на граѓани, спортските клубови и така натаму до мене како член на Советот. Дека обврските за настаните кои што се предвидени согласно програмата и нејзина имплементација не се испочитувани во целост од страна на Општинскиот сојуз на спортот. Нема да ги наведувам поединечно случаите, мислам дека вие имате служба која што тоа го евидентира и го следи. Кога Општина Куманово, тоа е Советот на Општина Куманово, ќе донесе со програма и ќе усвои одредена програма да се реализира одредена активност во делот на спортот и покривање на одреден клуб од финансиски аспект. Тоа значи целосно покривање во рамките на можностите буџетски, но и првенствено во делот на износите кои што се предвидени. Доаѓаат забелешки од страна на клубовите дека многу пати им се дава друг тип на услуга, но никако не им се преведуваат средства на сметка. Би сакал во иднина, доколку има такви појави, бидејќи сите се сведени врз база на усмена комуникација, но не и на писмена комуникација до мене како председател на Советот, доколку има такви појави, да се анулира и воедно да се води сметка да истите активности се реализираат согласно програма. Она што е многу побитно, во делот на реализација на планираните активности за 2016, бидејќи мора да искористам оваа прилика и да го кажам моето мислење, кај што треба да се води особена сметка на она што претходно беше тргнато денеска од дневен ред, тоа е училишниот спорт во општина Куманово. Се согласувам со колегата Караджински дека големо кратење на средства се прави токму на тој план, а ние имавме точка на дневен ред во делот на развој на училишниот спорт. А училишниот спорт го ставаме во функција од 1 септември и до 10 јуни. Што значи, за оваа година веќе активностите кои што се планирани со програма требале да бидат отпочнати. Добивам информации од терен дека помеѓу учениците се собираат ученици, деца кои што ќе настапуваат на сите тие купнат превари и тоа е многу добра и позитивна работа која што ќе се организира од страна на училиштето. Но мора да се напомене една работа. Куманово не е толку богат град. Да средствата кои што ги инвестира во спортот првенствено ги троши за плаќање на скапи хонорари на играчи, а при тоа не вложува доволно за развојот на своите деца, значи на нашите деца во градот. Акцент ставивме на кошарката и факти и евидентно е дека има резултати. Но во овој град постојат и други спортови. Можеби не можеме да ги развиваме врвните спортови кои што се дефинира како врвни спортови од таква категорија во спорт, барем според мои сознанија не постои професионален и аматерски спорт, но можеме да ги развиваме во делот на развојот на спортови во училишниот спорт.
Со одредено време истите тие, значи спортисти кои што во училиштата ќе спортуваат, нашите дечиња, ќе почнат активно да се занимаваат со спорт во одредени клубови и на крајот да дојдеме до конечниот резултат да Куманово произведе собствен кадар и собствени играчи кои што ќе ги гледаме и на кои што ќе им се восхитуваме. Секако дека мора да се продолжи со иницијативата за изнаодење на партнери во делот на реализација на спортските активности, како што беше случајот со кошарката, уште поголем број спортските клубови ќе мораат да си бараат спонзори, не можат финансирањето првенствено да го ја стават тежината на општината, бидејќи општината треба да се занимава со многу покрупни работи, освен во делот на развивање на спортот и онаа што значи имплементација на развојна програма и реализација на суштински проекти од комунални проблеми. И евидентно е дека големи средства ние трошиме во моментов на врвниот спорт, што значи градоначалник и председател на здружение, тие средства ќе мора да бидат трансферирани на други конта во делот на развојот на училишниот спорт, помош на останати клубови равномерно во нашата општина, зборувајќи за сите спортови генерално. Ако се сеќавате, своевремено договаравме одредени паритети 3, 2, 1 и така натаму, мислам дека голем број на клубовите во моментов се чувствуваат обесправени во однос на кошарката. Точно е дека кошарката функционира и дава резултати, но ќе мора да се наоѓаат од страна на клубот и менаџерскиот тим кој што го менаџира клубот таму, бидејќи тој е приватен субјект, не е субјект во собственост на општината, да изнаоѓаат дополнителни спонзори за да го растеретат буџетот на општина Куманово, за да може со тие средства веќе во 2016 година да не влеземе во нешто што значи општо финансирање на спортот во нашата општина и равномерна распределба на средства во нашата општина на сите клубови, бидејќи во моментов сите потенцираат дека општината, градоначалникот и советот е мајка за кошарката, а мачија за останатите спортови. Ја тоа впрочем го чувствувам многу пати кога присуствувам на одредени терени кои што освен кошарка играат нели фудбал и атлетика и така натаму, особено ракомет. Благодарам. Поведете. Градоначалникот, тоа председателот. Ја разликувам пошто ќе нешто научите и се после земни интервенции. Сакам да кажам дека не може да играме работите, а може да играме, зависи дека се позиционираме од позиција на тоа што јас знам дека од определени група на граѓани секој што се бави или има учество во некој спорт, разни перцепции за разни работи. И сега, кога зборуваме за масовен спорт, тоа е една категорија. Имаме рекреативен, имаме школски спорт и тоа го подржувам. И ако не е така, немаше да добиеме ово признание. Меѓутоа, кога зборуваме за трансфер на средства за определени спортски здруженија кои играат некоја лига. Врвен спорт, не може збориме од врвен спорт, збориме за врвна лига. Значи, дали таа екипа се такмичи во прва солидна лига. И сега, нивната активност се базира на некој ниво, да кажеме прва, да има и суперлига, така да. Значи, не го обсервира од позиција колку ни е потребно за одржување на тренинжите процеси. Имаме, да кажеме, 20 сата неделно ангажман на осветлување на енергетика и така натаму за определени објекти за да се одржи тренинжи процеси. Тоа се трошкови по општината. Дневно 20. Значи, зборуваме за транспорт. Имаме женски ракомет, каде има најмалку 3 до 4 превоза у разни дестинации во Македонија. Сега видите, имаме женски ракомет кој има 100 гледачи. Интересот е на таа разлика. Видите, зборуваме за врвни лиги, каде имаме приоритетни прва лига, суперлига, младинска прва лига и така. Во таа позиција, дистрибуцијата на средствата зависно од интересот и степенот на преварување. Тоа е во секој општини, бидејќи дава приоритет на определена структура на спортот. Меѓутоа, никој не е
Никој не е маргинализиран на аспект што, еве да ви кажем, најголема ставка во Куманово, во Сојузните спортови е женски ракомет, кој има најголем број на превози. Најголем број на превози. Има неделно 3-4 превози. Има јуниорска, има младинска, има прва. И не задоволен. Вика, а тоа си ради тие други средства. Ја мора да ви кажем дека на многу позиции идеме молиме на лични услуги на определени превозници на нас. И може туто и бидејќи ако ги плачеме по сите такси, ние ќе не пазарно финансираме ни женскиот регби, ни машкиот регби, ни военчките спортови, ни атлетика, ни ништо. Бидејќи тоа ќе одидеме на друга дименсија. Во таа позиција сакам да кажем на овој добрите средства мора да извлечеме резултат да некој спорт да има поеминентно гледа и еден спорт, друг, трети ги продолжуваме на ниво. Со оваа економска моќ во Куманово, реалниот сектор, е тоа што го пруши. Да не можам со сила ни никој, ни да му донесам средства за финансирање, ни па да излеземе од обсек на тие можни рамки. Затоа ќе ги балансираме односите во ниво. Меѓутоа, постојано има примедби, ово е маргинализиран, ово е фаворизиран. Резултатите се тие кои треба да го дадат одговорност за идните приоритети и финансирање. Ви благодарам и на вас, градоначалник. Се согласувам јас со вас. Сите информации кои ги изнесете, те се такви какви што се. Но најбитна е забелешката општа реалност. Значи, дефинитивно, јас овде не говорам од личен аспект. Значи, имам членови на семејството кои што си фудбалери и кошаркари и така натаму и се радувам да ги имаат сите. Но перцепцијата на граѓаните е дека генерално општина да ги троши парите на кошарка. Кошарката ја играат луѓе од страна кои што доаѓаат, им се исплаќаат дебели хонорари и си заменуваат. Нашата општина генерално бенефит има само обичен резултат. И граѓаните доаѓаат на кошарка, плаќаат карта и ја следат, го следат на преварот. Значи, тоа е во ред и тоа е за поздравување. Ние како општина влегуваме финансиски и го развивме тој врвен спорт во наводници, да го кажем. Го развивме, значи, како општина со средства на граѓаните. Но општината не може да биде во кондиција, во континуитет да оделува 15 или 18 милиони денари на годишно ниво, од кои најголем дел се трошат на кошарката. Тимот, менаџерскиот тим во клубот ќе си изнајде начин да си брка донатори и да си прибира средства од донаторите, за да може да се ослободат дел од планираните средства и да се трошат наменски во развој на другите спортови. Ја развивме кошарката и тоа е за поздравување. Граѓаните тоа го препознаваат и веројатно поради тоа и ни дадоа доверба. Но се надевам дека треба да продолжиме понатаму од 2016 да ги развиваме и останатите спортови. Покрај кошарката, значи ракометот, машкиот, женскиот, кој што исто така се развива од страна со помош на општината. Тоа никој не може да го спори. Но треба да дојде на ред и фудбал, треба да дојдат и останатите спортови. Но она што е најбитно, училишниот спорт. Па ние можеме да правиме цели училишни олимпијади онака како што е замислено и како што во минатото функционираше. Ние ја полнеме кога јас бев средношколец, спортската сала на такви настани сами, а картата беше бесплатна. Значи, тоа е една перцепција која што мора Општинскиот сојуз на спортови да ја земе во предвид и да излезе пред Советот да разгледа такви документи и да го каже својот став и мислење, бидејќи ние сме тие на кои што граѓаните им дале одговорност, сила и можност да носат одлуки во нивно име. А сепак тие пари кои што се на хартија тука не се наши. Тие се на граѓаните и ние сме должни во нивно име да носиме одлуки и да ги спроведуваме. Поведете, председател. Добре, бидејќи загатнавме на тема, сакам неколку појаснувања да дадам. Значи, единствено Куманово беше спремност за одржување на гимназијада, која требаше да се одржи минатата година, затоа што сите параметри кои требаше да се исполнат, беа исполнети од страна на Општина Куманово, односно Општински сојуз на спортови. Па е одложена за мај. Значи, затоа и добивме признание, односно плакета од училишен спорт, односно председателот на училишен спорт, како најорганизиран спортски сојуз на ниво на училишен спорт.
што се однесува до сите законски одредби кои се вметнати во Закон за спорт од ова година, каде што треба да се применуваат од септември, ќе се применуваат од наредна година, ние сме, како Општински сојуз на спортови, 100% организирани за сите надпреварувања кои ќе следат на ниво на училишен спорт во Општина Куманово. Значи, сето тоа е направено затоа што Општински сојуз на спортови обрнува внимание и се спрема за сите овие надпреварувања. Само еден податок ќе ви дадам за средства. Куманово, односно Општина Куманово делува 2,5 евра од глава на становник, според некои проценки, за спорт во Куманово. Во сите други развиени држави, каде што спортот е на ниво, според Закон за децентрализација, општинско ниво, по 155 до 255 евра од граѓанин за развој на спорт во тие градови. Значи, ако зборуваме за развој на спорт, односно за вложување на средства во спорт, имаме една диспропорција, бидејќи спортот во Куманово, сите се сложуваме и впрочем, вие тоа го рековте, дека е во некој развојно ниво, каде што дел од успесите ги знаете, дел од успесите не ги знаете и на тие помали спортови, средствата колку се отделуваат, спортот е на многу повисоко, односно резултатите се на многу повисоко ниво. А знаеме сите дека колку пари толку музика. Значи, имаме диспропорција во вложување и во резултати. Не би се сложил со тоа дека само се обрнува внимание на кошарка, бидејќи се работи за спортови кои имаат активно учество во сите спортски лиги. Значи, пред недела дена, велосипедскиот клуб на Куманово стана државен првак во сите категории, благодарение на поддршка на Општински сојуз на спортови. Значи, организација, средства, логистика и поддршка на велосипедскиот клуб е максимална, затоа што имаат резултати, имаат екипа. Исто така, атлетичаните, впрочем и атлетичарката од Атлетскиот клуб Куманово доби награда како најуспешен спортист, се во сите категории први во Република Македонија се надпреваруваат во Република Македонија. Заборавив да кажам дека нашиот велосипедист е 37 на меѓународно надпреварување, што го сметат како некој од европски надпреварувања во велосипедизам на ниво на надпреварувања кои се од доминантен значај во спортот, односно во велосипедизмот. Што се однесува до другите помали спортови. Реактивиравме многу спортови кои не беа згаснати, клубови не постоја, значи се со поддршка на Општински сојуз на спортови. Ракомет не се надпреварува, сега пак се надпреварува во прва лига, со од регистрација до сите можности, односно ангажмани на училишен, односно на Општински сојуз на спортови за ракомет во Куманово. Меѓутоа мора да сватиме една работа. Се она што клубовите не го организираа, нити е обврска, нити е можност на Општински сојуз на спорт да ги активира, да ги комплет организира и да се надпреваруваат. Во некои спортови нема интерес за некои спортови. Тоа многу мал број на спортови, меѓутоа нема интерес. И се ова што ви го кажувам се однесува на она што ние како Куманово го даваме, затоа што ако го кажеме габарит од неколку милиони денари за кошарката и ви кажам дека сме една од најевтини екипи во тоа надпреварување, ќе ви биде јасно дека со многу малку средства се прават големи резултати. Значи, ние како Куманово за кошарката даваме помалку отколку Кожув, Евгелија, Скопје, Кочани и така натаму и така натаму. Значи, за да го развиваме училишниот спорт, потребно е да имаме врвни спортови. Значи, сите тие млади луѓе кои сакат активно да се вклучат и кои треба да се вклучат и кои се вклучија, значи, близу 1500 млади луѓе од јуниорска конкуренција до јуниорска активно учествуваат во сите овие општински клубови во Куманово. Значи, мораме да имаме врвен спорт, за да можеме да ги тие луѓе анимираме, односно да имаат своји идоли и некои своји условно кажано линии кои ќе може да ги достигнат, односно сите оние работи кои ги сонуваат да станат како нив, да може да им бидат воделка за да направиме спорт. Значи, на тој пат сме, верувајте дека ако немаме врвни спортови, ако немаме резултати
работи, сите овие работи кои ги збориме, как се активно да младите луѓе да напредуваат, да се вклучат во спортот, нема да се вклучи. Откако почнавме со врвни спортови, се вклучи голем број на млади луѓе. Значи, ако не сме на добар пат, кажете ми њутам, мислам дека сите овие признанија како Општински сојуз на спортови на ниво на Република Македонија во сите сегменти на спорт ги доби, се показател дека Општина Куманово и целата програма и сите вие заедно и ние даваме допринос да тој спорт оди кон прав пат. Впрочем, од Агенција на спорт и млади, од многу федерации спортски добивме признание затоа што сите овие клубови кои се натпреваруваат во тие федерации пред 4 години не ни постоја. А за секоја работа, а посебно во спорт, е потребно време и потребен процес. Од пионир да стане во прва екипа му треба 10-15 години. Ние за сите јуниорски, кадетски, младински надпреварувачи ги вклучивме во првите тимови, во ракомет женски, во футсал, во кошарка, во сите. Значи, мислам дека некои перцепции не се на место. Што се однесува до неисполнување на одредени желби, затоа што не може приватен клуб да бара пари без програма. И после тоа оди вие на овој му давате, на овој не му давате. Да, има Советот Општина Куманово секоја година изгласува програма кој ние следиме и почитуваме и според таа програма сите средства се доделуваат. Ако дојде во мај и ни бара средства за турнир, за било која активност спортска, не можеме да му дадеме затоа што го нема во програма. Тие работи треба да ги дефинираме и да знаеме за какво незадоволство и за каква перцепција на одредени луѓе се работи затоа што мислат дека ќе побара 500.000 евра, 2000 евра за екипа, за било кои потреби, за било кој клуб, а ако ги нема во програма, не можеме да му ги дадеме. И после тоа се шират такви гласини, односно невистини, дека не сакаат да ми дадат. А програма и покана до сите спортски клубови да од септември до крај на ноември, односно до почеток на декември пред изготвување на програма, сите дадат своји програми. Ако не даде и кошаркарскиот клуб Куманово своја програма, ако не влезе во програма, нема да дадеме ни динар. Значи си има некој редовен пат по кој се распределени и по кој се даваат средства. Благодарам. Ви благодарам, директоре. Сакам само да ви нагласам дека се согласувам со се што рековте. И ги почитувам сите заслуги досегашни на Општински сојуз на спорт. Но вие во овој случај на мене ми говорите за политика, а ја ви зборувам за реални работи. А реалните работи се која е целта за развојот на спортот во Општина Куманово, која што беше отпочната пред 6 години. Конечната цел беше да се актуализираат спортските активности во услови какви што ги имаме во градот. Но првенствено при актуализирање на спортските активности да се вклучат наши деца во реализација на спортските активности, кумановски деца. Значи на почеток немате спорт, плаќате играчи, ви доаѓаат играчи од страна и играат за вашата општина. И сега отпочнан проект пред 6 години. Јас ве прашувам колку играчи во моментов играат за првиот тим на КК Куманово од Куманово. Значи колку играчи играат. Тие деца кои што пред 6 години биле кадети, младинци, дали сега играат активно во КК Куманово. Значи таков е случајот во ракометните клубови, кои што ракометни клубови едва и живот крпат крај со крај за да можат да истуркаат сезона, таму кај што наши, значи деца од Куманово играат во нашите клубови. Да не зборувам за фудбал, да не зборувам за други спортски дисциплини. И случајот што го наведовте со Велоем, значи токму тоа е клубот кој што исплати директни поплати до мене во делот на онаа што значи поддршка од страна на Општински сојуз на спортот. А има предвидени средства. Бидејќи доаѓаат информации дека средствата се предвидени, но дека Општинскиот сојуз на спортови тие средства им ги дава во помош со обезбедување, превоз со обезбедување, пехар за настан со обезбедување на друг тип на услуга, сендвичи и така натаму и така натаму. Поштуван директоре, тоест поштуван председателе, Советот на Општина Куманово и органите на локална самоуправа во овој град не работат по принцип на компензација.
принципот на компензација не функционира воопшто во овој начин на стопанисување. Ние носиме одлука да се дава реална финансиска помош на клубовите и тоа треба да се реализира. Таму кај што не е реализирано, ќе го изјасните јасно и гласно и ќе го наведете како е помогнато и на кој начин е помогнато. Тоа е реално информирање на органот кој што е заложен да ја следи вашата работа. Што се однесува, да се вратам на документот. Програмава која што е дадена, пак ќе напоменам, за 2016 година би апелирал, доколку е можно, воспротивно тогаш ќе го кажам своја став, да ги издвоите поединечно сите ставки во делот на финансирање на сите проекти на поединечни клубови. За да на советниците, кога ќе ги разгледуваме документите, ни биде јасно кој клуб колку средства влече од општинскиот буџет во делот на финансирање на спортските активности. А во конкретниот случај, забелешките кои што ги дадоа колегите, ќе мора да го согласите овој акт, да биде во согласност со претходниот усвоен амандман и во согласност со планираните средства. Затоа би апелирал до вас да го повлечете на оваа седница, да направите корекција, да се исконсултирате со службите за подршка на Советот, да ви укажат, бидејќи гледам дека не може да се разбереме конкретно за што се работи, вие говорите едно, советниците говорат друго, јас мислам и убеден сум дека се во право, и да го согласите да го доставите до Советот на следна седница да биде само усвоен. Бидејќи материјалната расправа денес е исцрпена. Поведете. Мислам дека ако ова точка дневен ред се тргне, треба да го и буџетот ставите за наредна седница, бидејќи не може да помине буџетот ако ова техничка формалност или техничка грешка, бидејќи во меѓувреме им ги покажавме и актите каде што програмата, односно номенклатурата на програмата ставка 1 и ставка 6 се расчленети, и бидејќи се работи само за техничка грешка, а сумата и средствата и дел на ревалоризација на програмата во основа е ист, значи само за техничка грешка каде што две ставки се ставени во една ставка, а амандманот е и усвоен, и програмата е усвоена, и програмата ми ја покажавме на советниците, и се работи за техничка грешка, би апелирал до вас, бидејќи се работи за цел буџет на општина Куманово, да со било каков заклучок води точката, со тоа што во суштина ништо не се менува, средствата остануваат исти, распределбата останува иста, ставките остануваат исти и нема никаква суштинска разлика, и да го дадеме наредниот период, наредниот совет нема да има сврка, затоа што буџетот на општина Куманово треба да биде усогласен со овој дел од ставките кои ги предлагаме како ребаланс на целата програма на Општински сојуз на спортови. И уште една работа, јас не реков за никаква политика, зборам за политика на клубовите и зборев со спортски жаргон, не го употребив зборот во збор политика. Добре, директоре, ги прифаќам вашите забелешки. По завршување и исцрпување на материјална расправа ќе дадеме 15 минути пауза, во меѓувреме нека се обезбеди ръководителот на сектор за финансии да направиме дополнителна консултација со нив во делот на она што значи носење на буџетот, и ќе продолжиме понатаму с работа. Повелете кој има друг пријавен за дискусија, колегата Стојановски се. Благодарам, председател. Значи, јас подолго време сум во спортот, како активен спортист, како спортски судија, како спортски работник. Долго време и у кошарката, за која денес разборувавме многу време. Јас мислам вака, значи, општината колку и да издвои средства од својот буџет, не може да ги задоволи потребите на сите оние кои бараат пари и финансиски средства од општината. Зошто го велам ова? Трендот во спортот не е на некој да му се обесиш за врат и да му бараш пари. Трендот во спортот да си најдеш спонзори кои ќе го финансираат. Општината треба да се ограничи на оние масовни спортови и на училишниот спорт. Оттаму да створи некоја база
која понапрво ќе биде одскочна даска за оние повисоки рангови и повисоки лиги. Ако има средства, значи, може да финансира некој клуб во некоја повисока лига. Меѓутоа, целта на општината прво треба да бидат оние училишниот спорт и масовниот спорт, значи. Повторно ќе кажам, значи, спонзори ќе си бараат спортските екипи. Јас сум бил председател на кошаркашки клуб и подпредседател на кошаркашки клуб. Ние не сме немале локална самоуправа позади нас. Сами наоѓавме пари. Сами наоѓавме пари и игравме во меѓународни надпреварувања. Благодарам. Ви благодарам на вас, колега. Дали имаме други пријавени? Добро, пред да ја затворам материјалната дискусија, ќе дадам пауза до 2 часа и 30 минути да имате време и за ручек. И молам службите да обезбедат присуство на говорител за финанси и да направим консултација и председателот на општински совет. Е направена исправка на текстот кој што е предложен од страна на општинскиот совет на спортови. Дали имаме други пријавени за дискусија? Констатирам дека нема. Вака коригираниот текст го ставам на изјаснување по претходно затворена материјална расправа. Поведете да се произнесем. Ви благодарам. Купно се произнесоа 27 советници, за гласа 16, против 8 и воздржани 3. Констатирам дека програмата за измена на програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во општина Куманово за 2015 година е усвоена. Му предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа по точките под реден број 6, 7, 8 и 9. Куманово Гасево, пардон, се извинувам. Во ред, точка 7. Програма за измена и дополнување на работна програма за 2015 година ЕП Куманово Гасево, поздравам присуство на директор. Отворам расправа, повелете. Колежката Валентина Москва. Благодарам, председателе. Значи, пред нас имаме работна програма за 2015 година на јавно предпријатие Куманово газ и се вели вака, цитирам. Најголем дел од овие средства ќе се обезбедат со кредити од комерцијални банки, средства добиени со наплата за приклучена такса, и снабдување со природен газ на тарифни потрошувачи, како и средства добиени од стратешки инвеститори доколку дојде до трансформација на јавно предпријатие Куманово газ Куманово во 2015 година. Ние знаеме дека ако се зима кредит од банка, се става нешто хипотека. И знаеме дека јавно предпријатие Куманово газ е основано од општина Куманово. Па ме интересира кој и што е гаранција на комерцијални банки за да се обезбеди кредит. Значи, кој и што е гаранција во комерцијална банка за да се обезбеди кредит? Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете, дали имаме други пријавени за дискусија? Давам збор на директорот да одговори на прашањето. Повелете, директоре. Благодарам. Почитувам председателе, почитувани советници, почитувани представници на општинска администрација, почитувани представници на медиуми и други присутни. Значи, предлог точка на дневен ред е измена и дополнување на програмата за 2015 година, која е донесена во декември месец 2014 и сега измени дополнување. Значи, овде предмет на ова расправа е
додавање на две нови точки, односно тековни вложувања, однос на финансиски депозит и залиха за набавка на газ. Сега најпрвено да споделам некои информации со вас, зашто ги побаруваме овие средства. Овие средства се побаруваат затоа што за набавка на газ предходно до 1 октомври 2015 година договор за снабдување беше регулиран и утврдена цена за набавка на газ беше од регулаторна комисија. Со стапување на сила на правилник за либерализација на пазар, ние бевме приморани односно законска обврска наша, да спроведеме постапка за јавна набавка, која постапка ја спроведовме и набавивме гасот кој е потребен, кој е во самата работна програма и кој договор како предлог текст на снабдувачи друштво за трговија Макротон газ е одобрен од страна на регулаторна комисија. Значи, предмет на оваа точка не е од каде ги ние остваруваме овие средства, односно од планирани приклучоци, планирани кредити и така нататък. Значи, тоа е од претходната програма која беше предмет на расправа во декември месец 2014 година. Ви благодарам и на вас, поведете реплика. Директоре, овде тоа имаме ние доставено од ваша страна. Ево, ја цитирам. Некој неспоразумно че не. Благодарам. Значи, ова е измена и допълна на работна програма. Значи, тие кредити, приходи од приклучици и така натака се во работната програма. Ова е измена, односно зголемување на оснивачки блок од буџетот на општината. Во тековни вложувања, значи имате ставка за финансиски депозит кој мора да го дадеме на Макветропромгаз и за авансно плаќање при ешегодни причини на газ. Ви благодарам и на вас. Поведете дали имаме други пријавени? Доколку нема, затварам материјалната расправа и предлогот го ставам на изјаснување. Поведете. Благодарам. Купно се произнесоа 29 советници, за гласа 18, против 8, воздржани 3. Констатирам дека програмата за измени и допълнување на работна програма за 2015 година на ЕПА Куманово газ Куманово е усвоена. Му благодарам на директорот за присуство на седницата, му предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа по точка 1, 8 и 9. Пардон, и 10. Дали имаме други предлози? Констатирам дека нема, повелете да се произнесеме по предлогот. И благодарам, купно се произнесоа 31, за гласа 30, против нема, воздржан 1. Констатирам дека предлогот е усвоен. Ке ве молам, отварам расправа по извештај за финансиско работење ЕПА Куманово паркинг Куманово за период од 1.7.2015 до 30.9.2015. Програма за измена на програма за работа на ЕПА Куманово паркинг Куманово за 2015 година и програма за изменување на програма за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавно осветлување на подрачје на општина Куманово. Го поздравувам присуство на директорот на седницата на Советот. Отварам расправа, поведете. Колежката Валентина се јави за збор, потоа колегата Станковски. Благодарам, председателя. Според она што ни е доставено, приход за разлика од 2014 година е поголем, расход исто е поголем во однос на 2014, но остварена добивка е помала во однос на 2014 изнесува 33.200
3 милиони 330. Значи, изнесла добивка изнесла 332.582 денари, додека во 2015 250.088. Сега јас би прашала едно прашање, па би сакала да го добијам одговор. Кој ќе проработи ПАИК служба во градот? Ви благодараме на вас. Колегата Станковски си јави за збор, ќе му дадеме збор на директорот после. Поведете, колега. Почитувани според извештај за финансиско работење на комунал паркинг, предпријатието покажува добивка од 250.000 денари и другите показатели за позитивно работење на предпријатието во првото месече од оваа година навестува дека Куманово газ финансиски може паркинг може би финансиски позитивно ќе заврши оваа година. Исто така, колку бевме информирани на седници на комисиите, завршени се сите тендерски постапки и завршено согласување со новите законски прописи, кои во еден период ја блокира и работата на некои служби таму, кој што беше ПАЕР службата, што исто така навестува еден поголем приход на предпријатието, значи што резултат на тоа е согласување со законски прописи и откочување на работа на некои ПАЕР што е, навестува поголем приход на предпријатието во последниот квартал и веројатно полесно работење во наредната година. Меѓутоа, дел од позитивно работење се должи и во неинвестирање на ново јавно осветлување и изградба на јавни паркиралишта, тротоари и заштитни столби и така натаму. Така да, значи, неинвестираното овде исто така придонесува да имаме некои позитивни показатели во работењето. Меѓутоа, вистинска консолидација на партија, на ова вистинска консолидација на предпријатието, Куманово паркинг ќе се случи така ако во 2016 година покрај, значи одржување на осветлување и паркинзи, она тековно работење на одржување, ако предпријатието започне со инвестиции на ново јавно осветлување, или она што е проектирано како развојна компонента. Се надевам дека ќе биде така. Благодарам. Ви благодарам и на вас, колегата Петковски, по раздор. Благодарам, председател. Разгледувајќи го извештајот за работата во овој квартал, ми падна во очи една работа, дека соодносот на исплатените бруто плати со платите исплатени преку агенција. Во минатата година, во истиот овој квартал, преку агенција било исплатени 59% од сумата исплатена за бруто плати. За истиот овој квартал, за оваа година, исплатените бруто плати се намалени, тоа претпоставувам се оние работници кои што премина од Куманово паркинг во чистота. И за тоа е намалена бруто плата. Меѓутоа, плата исплатена преку агенција е зголемена од 960.000 на 289. И во овој квартал, платата исплатена преку агенција изнесува дури 91% од исплатената бруто плата. Би го прашал директорот, колку вработени има во ова предпријатие, колку тие вработени се на неопределено време, а колку се преку агенција. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Поведете. Благодарам, почитувам председателе. Јас
сакава во однос на 10-та точка, значи програмата за јавно осветлување. Во делот 3, односно во делот на расходи, износот од 4 милиони денари, кој што е предвиден меѓу другото, и за набавка и задржување на украсно осветлување е заменет со 7 милиони денари. Па во врска со тоа ме интересира дали јавното предпријатие има планирано во планот за јавни набавки, набавка на ново украсно осветлување во смисла на разголување на градот по повод новогодишните и божичните празници. Ви благодарам и на вас, колешке. Повелете, колешка Сифова. Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги советници, почитуван директор, почитувани представници од општинска администрација и медиуми. По однос на точката на дневен ред што имаме денеска, во однос на извештајот за финансиско работење на јавното предпријатие Куманово паркинг Куманово за период од 1.7. до 30.9.2015 година. Значи, за поздравување е зголемувањето на приходите што ги имаме во овој квартал во однос на истиот квартал минатата година. И секако, значи, тука е наведено дека имаме зголемување на приход од јавното осветлување, што секако се должи на активностите кои се преземени во делот на реконструкција и одржување на постојната мрежа за јавно осветлување. Наведено е дека имаме намалување на приходи што се однесуваат на секторот за службата за пајак служба. И тука е моето прашање на што се должи намалување на овој приход од оваа служба. Секако секогаш има простор да се зголемат приходите на ова јавно предпријатие, значи има можности за такво нешто, а секако има и можност за намалување на она што значи расходна страна на ова предпријатие. Остварената добивка што ја покажува ова јавно предпријатие во овој квартал покажува еден позитивен тренд на работење на ова јавно предпријатие и се надевам дека во идниот период ќе покаже уште поголеми позитивни резултати и затоа треба да му дадеме подршка во секој поглед да продолжи со оваквиот тренд на позитивно работење. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете, колега. Pa ne rezultat resurs. Тоест, прашувањето на активитети в Северна Република се весои се единиот резултат на пашни в Северна Марија. Тука е формулирувар риторичен структур да екипи менажуваат в Северна Марија, ширен резултатот позитивен в Северна Марија. Джидашто Doa që në kohë sa më të shkurt që na njoftoi drejtori edhe në komisionin për drejtari komunale për problemet me atë shërbimin paja pasi e përdorur nga që për vartjen e makinave të përmirësuar në aspektin ligjor do thotë, të filloj prapë me punë. Gjithashtu problemet që i cek drejtori në komision që ka pasur në prerje edhe të veprimit të ndëshkimit publik për shkak të nderit, besoj se do të përmirësohen dhe në të ardhmen të presim rezultate akoma më të mira dhe se besoj të gjithë jemi të vetëdijshëm dhe besoj se të jemi përkrahje programit dhe punës edhe programit që edhe raportit financiar të Sejnë Marë Publike. Ju falenderoj. Благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени? Јас би искористил само да го прашам директорот неколку прашања. Директоре, кога планирате како јавно предпријатие да ги одбележите паркинг местата уредно во градот
Значи, конкретно, кога ќе биде завршен тој проект, со одбележување да знаеме колку малку имаме точно одбележени паркинг места и во делот на осветлувањето на улицата која што поминува покрај спомен Костурница, а оди кон најголемата насала во нашата општина, значи веќе во континуитет е неосветлена. Постои инсталацијата, но светлата не светат освен две сијалици. Тоа го имам констатирано неколку пати. Дали ќе се случи во блиска иднина да профункционира таму уличното светло, бидејќи на една од седмиците на Советот добивме информација од градоначалникот дека сметката која што ја плаќа општината за улично осветлување не е драстично намалена, што значи дека мал број на сијалични места не функционира. Значи, истата сметка доаѓа во континуитет во нашата општина и разликата е незабележителна. Инаку што се однесува до останатите материјали кои што ги имате поднесено, секако ќе ги подржам како член на Советот. Ви благодарам. Поведете, колега Јакимович. Poštovani direktor, nekoliko pitanja bi postavio. Znači, po pitanju finansijskog izveštaja, namaljenje PAOK službe, znači prihodne strane evidentan, ali nešto je evidentno ostali prihodi, 1.228.000 dinara, koje iznosi 25% ukupnih prihoda, znači da nam kažete odakle je taj prihod. Znači, rashodna strana, plata preko agencije, znači 1.289.000 dinara, veliki deo rashodne strane, znači preduzeća, znači, i šifra 449, ostali trošak 630.000 dinara. Jasnite? Evidentno je da ovo preduzeće je u problemima, nema razvojnu komponentu unazad nekog perioda i pored one razvojne programe koje smo usvojili prethodne godine, znači evidentno je da u ovom periodu nismo doživjeli razvoj, a to se vidi po tome što nemamo nova parking prostora, znači parking mesta, izrada zaštitnih stubova, isto tako nemamo novo javno osvetljenje, isto nemamo, a evidentno je da nešto se nije radilo prethodnog perioda, pa onda sada imamo više sredstava za rekonstrukciju javnog osvetljenja, znači sigurno je to nešto što nismo radili prethodni period, pa sada plus novac stavljamo tamo. Tako da u suštini treba da se itekako obrati pažnja na razvojnu komponentu ovog preduzeća i da sa novim parking prostorima da obezbedimo malo veći dobitak. I hteo bih na kraju da pitam iskorišćenost kapaciteta parking prostora. Znači, evidentno je da određeni delovi malo parkirališta su neiskorišćeni, a određeni delovi su itekako iskorišćeni. Ja kao primjer mogu da kažem ovamo parking prostor ispred opštine do Fonda za zdravstvo, znači toku dana kad i da prođeš, mislim da tu uopšte nema slobodno mesto. Počev od 8 sati ujutro do večera, znači da li je to realno prihod, znači da li je iskorišćenost kapaciteta srazmerno i da se vidi gde bi u narednom periodu moglo da se podobri novi kapaciteti da stavimo, jer određeni delovi Kumanova znači su više optereteni sa parking prostorima, a određeni delovi ostali su neiskorišćeni. Hvala. Ви благодарам и на вас. Поведете дали имаме други пријавени. Констатирам дека нема. Поведете директора.
Falenderit do delegator, të nderuar shqiptar, të nderuar ministrat, unë do të mundona si pasujqeve të përshtuve dhe t'japë dhe përgjigje sa më shkurta dhe t'jem konform përgjigje t'jem konform pyetjeve t'juve. Se përket pyetjes parë nga ana e këshilltarës Valentina për shërbimin e Marimongës, njëjtën pyetje e përshtuar edhe këshilltari Boban dhe disa tjerë. Mund ta them se gjatë periudhës majit, ku kishni problem me sigurinë Kumanov, nga ana e policisë nuk patëm asistim për shërbimin e Marimongës, edhe ati është një problemi financiar. Pikërisht para 25 ditëve kështu të sakt, njëjtën gjë nuk kemi asistim nga ana e policisë për arsye se në kodër ligjet për komunikacion ka pësu ndryshime dhe shërbimi i policisë nuk është në ndjenje që të bëjë ngjobimin e qytetarëve cilët parkojnë në mënyra të ndryshme dhe nuk kanë drejt për arsye se nuk i kanë formullarët e të bënë gati, edhe posa që policia tjetë gati, ne jemi gati, jemi në shërbim, edhe në çdo moment, ata tash nëse startojnë, ne jemi gati, startojnë me punë. Se përket shërbimit Marimongës. Se përket konstatimeve të këshilltarit Lovica Stankovski, me kënaqësi i pranoj sugjerimet dhe mendoj se sugjerimet e tij do të jetë mirë se ardha në punën tonë tashme. Këshilltari Dragan Petkovski pyeti se sa janë konsum, momentalisht në tërmorën publike, parking janë konsum 13 në kohë të pacaktuar dhe përmes agjencioneve 23 persone kemi përmes agjencionit. Se përket pjesëve tjera e pyetjes këshilltarës Drushica, atë unë do të jemi në kontakt përhershëm me shërbimet komunale dhe me kryetarin e komunës, edhe për rreth përgatitjes për vitin e ri, do të jemi në konsultim me kryetarin dhe do të bëjmë rekomendimin e delitave dhe gjitha atyre punëve të cilët janë në drejtim. Dikun janë rreth 500 pyetje tjetër me radhë në sa vend parkime janë, dikun janë afër 500 vend parkime. Dihet se me vendimin e Këshillit Komunal të Kumanovës u tërheq në rruga një kashe, ku u hoqën dikun nga 80 vende, kështu që momentalisht funksionojnë me 470 vend parkime. Se përket pyetjes kryesuesit Këshillit se kur do të bëhet kur do të rregullohen përgjegjësinë në parking west am falin, ata do të bëhen në një kohë shumë të afërt nëse na lejojnë kushtet atmosferike. Se edhe ajo punë varet prej kushteve atmosferike deri tash nuk kemi pasur mësim. Po tash në plan program e kemi, po varet prej kushteve atmosferike në tabën se si do të jetë, edhe do të veprojmë mostra të tjera. Sa i përket se në përmendorës se nuk ka ndryshim publik, atë ka problem kështu mos marrëveshje në mes pagesës drejt për drejtin dhe me të komunës dhe e banes. Bisedimet janë të zhvilluar në nivel pak më të lartë mes kryetarit dhe drejtorit e banes, edhe pritet që në ditët në vijim të arrijet marrëveshje, edhe posa të arrijet marrëveshja do të ketë ndryshim publik. Derisa nuk ka marrëveshje, ndryshim publik nuk mund të ketë.
Ред арджимове конто каташене кадрот кто арджиме и арджиме cilët ose pagesat cilët I kemi bërë për furnizime publike gjithësisht, pagesën e antarëve të jashtëm profesional për furnizime publike për të nderë që ka bërë për ndryqim publik dhe mirëmbajtjet ndryqimit publik në teritorin e Kumanovës. Ati dikun kemi afërmi 120.000 dinarëve. Ati gjithashtu në kontën 449 futën edhe taksat afat shkurta për të vëshen, provizionet për rrogat, si edhe argjime për parkimin zonal. Kurse patëm edhe pyetje se të ordrat e tjera për 1.228.000, ato janë të ordra nga dihet se Këshilli Komunal I Kumanovës ka punë vendim për subvencionimin e personave me aftësi kufizuara, do me thonë se janë bo pagesa në këtë kohë dhe në këtë kohë dhe është edhe ti paragjesim struktura publike. Edhe pse do është që edhe ma herët ti kemi këtë turma. Shtaj për këtë shqyrëzimit të vendeve të parkimit, pikun është llogaritë se shqyrëzimi I vendeve është dikun afër 30%, fakti është se ka pjesë që shqyrëzohet më shumë, po kemi fakti është edhe tjetër se shqyrëzimi, sidomos karshi këtu, karshi shkollave fillore Braqa dhe Kërstemi Sirkov, këtu gati e kemi pa shqyrëzuar vendllatimet për arsye se pjesa demuese e qytetarëve parkojnë mrena oborit shkollor. Kemi pas disa takime me drejtoreshën e Kërstës, edhe kërkojmë zgjidhje dhe mendoj që zgjidhjen do ta gjejmë së bashku me ta. Nëse ka mundur të shëroj gjitha pyetjet parafasisht të përgjigjet. Faleminderit. Ви благодарам и на вас, директоре. Се надевам дека временските услови ќе ми дозволат и на мене овде да ви кажам сега некои работи. Значи, помина целиот летен период, временските услови беа идеални, а доаѓа зимата. Верувам дека ќе смогнете сили, ќе ме молам немате од место. Значи, ќе смогнете сили да го решите да надминете тој недостаток, бидејќи граѓаните плаќаат услуги и сакаат да ги паркираат возилата на соодветно одбележени места. Што се однесува до спорот, се надевам дека градоначалникот во најбрз можен рок ќе го надмине, бидејќи што ме стигнато да за улично светло разговара на релација градоначалник на општина Куманово и директор на едно јавно предпријатие, тогаш проблемот веројатно е многу сериозен, што вие не сте успеале да го надминете. И ви посакувам понатамошна успешна работа во това со временските услови. Благодарам. Уредете. Faleminderit për urimet, për punën më të gjeshme, se përket pagesën, në bazë vendimit Këshillit Komunal dhe në bazë ligjit, ndërmora publike nuk bën pagesën për harximet për ndryqimin publik, po ajo është drejt edhe kompetencë drejt për drejt e komunës. Edhe këtu drejtori nuk ka çka të bëjë. Nuk është kompetencë ime. Faleminderit. Ви благодарам и на вас. Поведете колегата Петковски се јави за збор. Благодарам председателот. За реплика да поведете. Гледајќи го извештајот, значи рековте дека имате 23 работени преку агенција, кои што примаат плата некаде од 1.289.000. Во истиот квартал, минатата година, за таа цел платени 960.000. Значи ли тоа дека тогаш сте имале помалку работени или е зголемена платата на постоечните работи? Ако сте имале помалку работени, тогаш кај ви се зголемила работата
И дали имало потреба за големи број? Ви благодарам на вас, povedajte. Аз ти едва на баща. Дали имече барачите тие се работат финансиоре тремо јоше, нуѓана да шума реале, која сују се као монси двонесес не фактуре, ела е нук штијат кет период каоле, кod види нека ке ми посна ревом кет ко на каналит каота фактура, ну ка мојт ни фактура ме баш ме период скадувар, ка хин кет период треба јоше трет, ша да тот се фунди фонд kur paraqitet llogaria përfundimtare do dalës e vërteta edhe e sakta, edhe reale. Благодарам. Povedete дали имаме други пријавени. Констатирам дека нема, затворам материјалната расправа по точките. Ви молам да се произнесеме по истите, по точка под 1 број 8 povedете. Ви благодарам, купно се произнесува 26 советници, за гласа 18, против 6, воздържани 20. Констатирам дека извештај за финансиско работење на ЈП Куманово Бакин Куманово за период од 1.7.2015 до 30.9.2015 година. Ме молам да се произнесеме по 9 точка. Ви благодарам, купно се произнесува 25, 16 за, против 8, воздржан 1. Констатирам дека програма за измена на програма за работа на ЈП Куманово Бакин Куманово за 2015 година е усвоена. Ви молам да се произнесеме по 10 точка. Ви благодарам, купно се произнесува 27, за гласа 17, против 9, воздржан 1. Констатирам програма за измена на програма за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавно осветлување на подруčје на општина Куманово за 2015 година е усвоена. Благодарам на директорот за присуство на седмицата. Одиме на точка под 1 број 11, предлог измени и допълнување на буџетот на општина Куманово. Отварам расправа по точка од дневниот ред. Дали имаме пријавени? Povedете, колежки. Благодарам, председател. Значи, сите точки што беа претходно се поврзани со 10-11 точка, која е 11 точка на дневен ред, ребаланс на буџет на општина Куманово за 2015 година. Како што кажавме на претходните програмите кои ги усвојувавме, истото го кажавме и за буџет кој го усвојувавме од 2014 година, дека буџетот на општина Куманово е нереален, неостварен, лошо испланиран и најверојатно ќе правиме ребаланс. Дојде и ноември месец, значи правиме ребаланс на буџет. Од ребалансот се гледа дека лошо испланирани приходи, значи данъчните приходи од 450 милиони, сега се 350 милиони. Исто така лошо испланирани капитални приходи, кои се дупло помали. Приходите од дотации се тука некаде, значи како и секоја година. Капиталните расходи, значи буџетот ни е за помалку од 200 милиони. Од кои 200 милиони најмногу се гради од капитални расходи. 150 милиони гради на капитални расходи, кои биле предвидени 310 милиони, со ребаланс 160 милиони.
Значи капитални расходи каде спаѓаат сите други градежни објекти, изградба на улици, патишта, изградба на водоснабдителни објекти, атмосферска канализација, паркинг простор. Од тука кративе, значи половина од сумата што била предвидена. Како што кажеме и за програмите, значи у општина Куманово од капитални расходи нема ништо. Тука изградба и улици, на улици и патишта 90 милиони се намалени за 30 милиони. Капацитети за водоснабдување, реконструкција на капацитети за водоснабдување, исто така намалени на 1 милион. Урбанистичко планирање, таму па најмногу кратиме, како и секоја година. Урбанистичко планирање од 16 милиони на 3 милиони. Тука спаѓаат и програмите за поддршка на локален економски развој, каде што имаме минорни 250.000 денари, за туризам, како и секоја година не отделуваме средства. Потоа, само кај гасоводна мрежа се зголемува основачкиот блок, како и секоја година што правиме 30,7 милиони е зголем на основачкиот блок. Изградба и реконструкција на локални патишта и улици, значи тука имаме најголемо намалување, предвидени биле 105 милиони, сега се 44 милиони. Простор за паркирање, значи оваа година 0 денари, изградба на нова сообраќајна сигнализација скратени за половина, изградба на системи за водоснабдување исто од 10 милиони 2 милиони, да не зборуваме за одведување и прочистување на отпадни води, каде од 30 милиони сме ги намалили на 5 милиони. Изградба и реконструкција на основни училишта, што значи само 6 милиони, не знаме со тие 6 милиони што е реконструирано оваа година или ќе се реконструира до крајот на годината. Средни училишта па минорни 1 милион. Детски градинки 0 денари, капитални расходи за социјална заштита исто 97.000, а биле планирани 6 милиони. Значи како и секоја година, нереален буџет, исто да што зборувавме за програмите, исто за буџет. Нереален буџет, не остварив и ребаланс. Ви благодарам и на вас. Поведете колега Стојановски, се јави за збор. Благодарам председателе. Почитувани советници, медиуми, директори на јавни предпријатија кои има. Значи, ова што го кажа мојата колешка, до сега сме го кажале повеќе пати и мислам дека се држи, да не се повтараме. Јас би имал само една сугестија. Како да се изработи буџетот кој треба да се изработи за 2016 година. Значи, ја имаме сумата за буџетот од 2015 година 1.664 милиони 104.901. Ребалансираната сума е 1.455.347.927 или 3,5 милиони евра помалку. Јас ви предложам и мислам дека е вистинска сума оваа ребалансираната сума. За идниот буџет да ја земеме оваа сума ребалансирана и да ги вклопиме сите потреби на општината и на граѓаните во оваа сума. Значи, ништо друго не би сакал, бидејќи ќе се повторуваме дека ова е буџетот се прави како желба на некои луѓе од локалната самоуправа. Значи, мислам дека најдобра сума ќе биде ова ребалансираната сума и да се земе во предвид да види ако може да се компонира еден буџет да се направи по оваа сума. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријави? Констатирам дека нема. Дали има предлагачот нешто да додаде? Благодарам председателя. Почитувани советници, значи што ми дадете збора и да ќе кажам неколку збора од аспект на секторот за финансиски прашања. Значи ова е прв буџет за прв ребаланс за 2015 година и единствен. Така да буџетот е план, значи се она што беше во склоп кога се донесе буџетот, значи беше укомпонирано со сите оние најголем дел. Знаете дека 70% од буџетот го сочинува програма за уредување на градежно земјиште и развојната програма, која што мора да биде вградена и да биде составен дел до денар во буџетот, така да согласно
нашите согледувања во текот на 2016 година. Значи морам да кажам дека овој ребаланс се прави не само од основ на намалување на овие позиции кои што се дадени поставки и поставки, значи со согласување на програми од страна на кои што се донесени од страна на општината и од страна на јавните предпријатија. Тука се вградуваат и салдата за општинските буџетски корисници кои што се останати како завршна сметка за 2014 година и се врши согласување на овој нашиот буџет, на општинскиот, со измена и дополнување, односно ребалансот на државниот буџет, кој што беше некаде пред месец и половина. Значи, повеќе причини се во игра, поради кои што се врши овој ребаланс. Знаете и сами, значи, дека општината до февруари 3 полни години ќе биде како што работи со блокирана жиро сметка. Значи, ние работиме со судски лимит кој што ни е определен и месечно приходите, значи, не се лимитирани, така да и да има поголема можност за собирање на овие приходи, значи веќе трета година како ние сме под блокада. Значи не можеме да вршиме исплата над она што е одредено со судски лимит. Значи тоа е една од причините кои што би требале да ја знаеме, поради која што се врши овој ребаланс. Значи, со оглед на ова и со сугестијата која што е дадена од страна на советникот, повторно ќе бидат направени и веќе се прават темелни анализи за 2016 година и од страна на општината и од страна на општинските буџетски корисници, но сепак мора да кажам дека мора буџетот што ќе го донесеме во 2016 да го согласиме со програмите за развој кои што ќе треба да бидат усвоени веќе на наредната седница. Значи тие програми кои што ќе бидат усвоени ќе бидат основа и 70% значи го сочинува новиот буџет. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други? Повелете колешката реплика. Не е реплика, констатација. Нема констатација. Значи, тука е проблемот. Не бевте тука кога разборувавме за програмите за развој. Врз база на тие програми донесуваме буџет, значи програмите се проблем. Значи ние го зборувавме и тоа програмите за развој ги правиме преовеме. Значи тука е проблемот, затоа и буџетот е така. Во кажете, значи проблем е програмите, а ние односиме програми нереални со многу проекти што треба да се исполнат и затоа ни доаѓа и ребаланс на буџет. Ви благодарам и на вас, повелете колега Стојанов. Значи, моето мислење не е исто. Проблем се, значи, програмите. Програмите се нереални, кои доведуваат до нереален буџет. Значи, програмите треба да интервенираме, да ги правиме по-реални. Значи, програмите сега се ребалансирани. Значи, пак можеме да ги земеме тие суми во предвид и да направиме еден реален буџет. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете дали има други пријави. Констатирам дека нема, е затворена расправата. Предлогот го ставам на изјаснување по ред. Се произнесла 29, за гласа 17, против 10, воздржани 20. Констатирам дека измени и дополнување на буџетот на општина Куманово за 2015 година е усвоен. Одиме, ќе ме молам да донесеме одлука, предлагам на Советот да донесе одлука за заедничка материјална расправа по точките 12, 13, 14 и 15. Дали има друг предлог? Констатирам дека нема, ќе ја молам да се произнесеме, повелете. Ви благодарам, ушно се произнесува 31 советник, едногласно за, благодарам на провербата, отварам расправа по предходно споменатите точки. Имаме
присуство на директорот на ова јавна установа. Благодарим за присуството, особено ценејќи нејзината здравствена состојба. Дали имаме пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, затварам расправата, точката под реден број 12 ја ставам на изискување проект. Ви благодарам, вкупно се произнесува 30 советници, за 29, против нема, воздржан 1. Констатирам дека годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за детска градинка Ангел Шајче Куманово за учебна 2014 и 2015 година е усвоен. Ве молам да се произнесеме по 13 точка. Повелете. Вкупно се произнесува 29, едногласно за. Констатирам дека годишната програма за работа на јавна општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманово за учебна 2015-2016 е усвоена. Ве молам да се произнесеме по 14 точка. Повелете. Ви благодарам, вкупно се произнесува 31 советник, едногласно за. Констатирам дека предлог решението за давање согласност на правилникот за внатрешна организација на работно место во јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово е усвоен. Ке ве молам да се произнесеме по 15 точка. Констатирам дека предлог решението за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места во јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово е усвоен. Благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот. Отворам расправа. Предлагам на Советот да донесе одлука да организира материјална расправа по точки 16 и 17. Дали има други предлози? Нема. Повелете, произнесете се по предлогот. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 28, едногласно за. Благодарам на довербата. Отварам расправа по точките 16 и 17. Имаме присуство на директорот на седница на Советот. Го поздравувам. Поведете колежката Валентина Цијаризис. Благодарам, председателе. Поздрав до директорот на јавната установа. Она што ни е дадено на увид од страна на училишниот дом професор Мјалков за годишен извештај на учебна 2014-2015 година е обилно реализирана програма. Знаеме, а на нас сите ни е познато дека реконструкција на самиот училишен дом извршен од страна на влада на Република Македонија, предводена од премиерот Никола Груевски и ВМРО ДПМН. А е направено многу. Јас лично го запознав советниците минатата година, сега само ќе повторам нешто за да не се заборави.
Значи промена на прозорци, врати, инвентар, кујна, решено прашање за загревање на објектот и така натаму. Значи, се создадени услови за солидно сместување и воспитно образовна работа на ученици, средношколци кои што не се од нашиот град, туку се од приградски населби или од други општини блиски до Куманово, а се на образование кај нас. Нашата влада донесе одлука и таа е на сила дека сместувањето и превозот на учениците е бесплатно. Ме интересира како се одвива програма на еколошка едукација во македонскиот образовен систем, интегрирано планирање на настава, програма донесена врз основа на член 60 од Законот на ученички стандарди на Република Македонија број 52, која програма произлегува од упатства дадени од Биро за развој на образование на Република Македонија. Тоа е прво. Второ, доставено ни е шема на број на положба и успех постигнат на крајот на 2014-2015 година. Има вкупно запишано 71 ученик, од кои 31 машко и 40 женски. Вкупно се, значи 70. Напуштиле 2 машки и 1 девојче, значи вкупно тројца, и повторно останале 71 учени. Ние во 68. Значи, имаме доставени неточни или погрешни информации. Тоа е второ прашање. И трето прашање, барам објаснување и ме интересира кој се грижи за здравето на учениците. Ви благодарам. Може би телефонно да ви искушите. Благодарам. Дали имаме други пријави? Поведете, ќе му давам збор на директорот. Реплика. Реплика колегата Арсич Александр Кукулешки. Благодарам. Значи, слушаме тука многу пофални зборови на владата на Република Македонија, која направила добри услови за деца кои доаѓаат од други општини и од приградски населби. Меѓутоа, едно не спомнаме, дека општина Куманово на тие дечни плаќа грејење секоја сезона, бидејќи Република Македонија, иако ги префрли домот под владење на општина Куманово, сепак средства не префрлат по оваа фактор, така да граѓаните на Република Македонија изборуваат своји средства за да ги грејат овие деца. Кажи. Ви благодараме на вас. Поведете директори, имате збор. Добар ден, почитувам председател и добар ден на сите во сала. Беше проблем около бројка, колку разбрав. И додека влада работала, влада правила, не влада правила, влада Боранова има давано нешто тие прозори и джамови, ние ги имаме лично од наши средства променети. Ние имавме раселени лица, имавме кујна негде около 500 душа и тогаш, значи, ние од тие средства, лично вработени комплекти, воспитувачи и кујна и сите бевме активни за да дојдеме до средства. Тоа се наши средства, прозори, постелине, значи од наши средства, порано си мало е сигурно, а давано е нешто да се реновира, да се една страна прозори, кога беше Дарка директор, тогаш е било. Меѓутоа, Дарка замина, а од тогаш многу работи имат заменето и возила 2 се купени, тоа е лично купени од наши средства. Јас неколку пати имам поднесено барање за да се промени, да се направи, меѓутоа секогаш е одговор, кога сигурно, кога ќе има можност паѓаме, викат не. Друга работа, около бројка, можда тука има грешка при преглед за крајна бројка положба на бројно стanje за ученици, дека викате бројна положба 71, запишани ученици 31-40, напуштиле, горе не се гледа дека напуштиле, останале 31-40, значи 71. И не знам што... Директорът да имаме доставено, ние управо си
директора, имаме доставено ни. Ви благодарам, директоре. Уште нешто, извинite председател. За здравствено стanje на ученици кои се грижи. Кај нас прво секој ученик услов е да дојде во домот да биде психофизички здрава личност. Значи тоа е дом за здрави деца, не е дом за деца со посебни потреби. Домот секогаш ние имаме, дојде дете некој е болесно, али секогаш сме во контакт со родители за секој ученик ако е болно дете. Секогаш има дежурен воспитувач, ауто е во гаража, пали ауто, дете га носи. Тука има и доктори, сведоци. Секогаш имало и од моја страна и од страна од други воспитувачи. Значи, ако е болно дете, ако не му е добро, па чак и воспитувач па пали ауто и до дома го носи, ако нешто е, значи родител не може да дојде или од некој место тамо. Значи, тие работи секогаш води се сметка за здравје. Под медицински центар доаѓа се, редовно се узима узорак на храна, мускра, носи се, проверува се секој артикал, строго се води сметка со датум, пакување во магазин, кога, например, кога добиеме тие артикли, значи строго се води сметка. Ако е паштет, нарезак или сокче, со помина датум, тоа не може кај нас да повеќе. Друго, за план, за програма, около еко-програма и тоа. Ние бевме во Охрид, години, и бевме на ниво на ученички домови, договорено и некои училишта, школе, така да изготвена по таа програма и ние работиме. Значи, оно од парк, зеленило, чисте сока, спалне, светло да се гаси, вода, значи се тоа тука вклучено и ние немаме некој посебно да може, значи, по таа шема и по таа програма и работиме. И се надевам дека и понатамо имаме проект Народна кујна. Ние фактички што имаме партиципација за секој ученик 7500. Тие средства не се доволни на домот, значи секогаш треба нешто ново да се промени, да се купи, да се реновира, да се сервисира и така да се надевам дека понатаму ако таа Народна кујна остане како прешто, значи ние ќе имаме средства и може да обстанеме. Ако не, значи тешко. Ако има некој дефект или поквари се некој апарат, машина, фактички тоа нас не кошта, господин Петровски зна, тие се и таму на тендер кај нас за некоја работа, овие папирологија и така, тие има добиено тендер, така да он е добро информиран и на него му е најјасна таа ситуација. Толку, поздрав. Благодарам, директоре. Дали имаме други поведете контрареплика? Колешка. Ја реков дека основа за реновирање на училишен дом донесе влада на Република Македонија. Друго е кога ќе се одржува нешто што е ново ставено. Благодарам. Благодарам и на вас. Поведете, директоре. Еве конкретен случај, сега имаше некој такмичење по физика во Куманово од Бугарија и од Србија. Па ете колко ни влада помогнала на нас, значи местимо кревете, комплетирано све за да прифатимо гости да дојдеме до некоја бара. Во домот во Кратово 10 тона нафта се испраќа, а на мојот дом 1 тона нафта. И не треба коментар. Ви благодарам на вас. Говорете дали имате други пријавени, констатирам дека нема. Ја заканам расправата и точка подредена во 16 представам изјаснување на ученици и гимназија. Ама влада не беше... Ај, Господи, добро, представи ми че влада. Помогнала влада, но Парантично со саду да стои на сожаление дека одниваме. Благодарам се произнесува 28, 16 за, против нема, воздржани 12. Констатирам дека годишниот извештај за работа и јавно установа општинска
Општински ученички дом професор Мијалковиќ Куманов за учебна 2014-2015 усвоен. Одиме на точка подреден број 17 со преизгласување. Повелете, колеги. Се произнесо 21 советник, за гласа 31 советник, за гласа 21, против нема, воздржани 10. Констатирам дека годишна програма за работа на јавна установа Општински ученички дом професор Мијалковиќ Куманово за учебна 2015-2016 година е усвоена. Штувани колеги, одиме на 18 точка од дневниот ред, предлог одлука за прифаќање на понуда за продажба на една половина и реален собственички дел на недвижниот имот наметен на згради А1-1, заведен во имотен лист број 75537 за катастарска општина Куманово и понуда за продажба на недвижен имот заведен во имотен лист број 37818 за КО Куманово. Пред да отворам расправа по точката, сакам да го информирам Советот дека од одредени советници дојде до мене информација дека ги немаат сите потребни документи во материјалите, проверив со службите, уредно ги се доставени сите материјали и во делот на она што значи понуда, проценка на имот, вештачење, имотни листови и така натаму. Отварам расправа во делот на ви инсистирам на приоритетна расправа во интерес на јавноста и на голема транспарентност при спроведување на постапката, бидејќи Советот носи само одлука, додека истата ја спроведува и реализира градоначалникот. Ќе му давам збор на